Македонија ќе влезе во уставна криза доколку собранието до декември не ги изгласа и пополни празните места на уставни судии. Првиот човек на уставен, Добрила Кацарска, се надева дека комисијата за избори и именувања во најбрз можен рок ќе ги избере судиите, бидејќи судот би останал без мнозинството и не би можел да заседава. Кацарска вели додека судот е во таква состојба, законот за јазици и указот за преспанскиот договор нема да се најдат на дневен ред. Тогаш ќе мора пред јавноста, пред граѓаните да излеземе сите и да кажеме дека веќе сме во уставна криза. Затоа што судот со 4 судии не може да држи седници и не може буквално ништо да работи. За рокови не зборувавме, ниту јас побарав да се произнесат тие во кој рок ќе бидат избрани новите судии. Единствено јас побарав поддршка за сите проблеми со кои што се соочува Уставниот суд. Кацарска ги повика на средба председателот Пендаровски, премиерот Ковачевски и спикерот Тала Џафери, кои ги избегнаа медиумите за изјава. Кабинетот на Џафери преку соопштение до медиумите ги пренесе ставовите на собранискиот спикер. Председателот Џафери образложи дека секогаш давал поддршка за независноста на судската власт и неговата функционалност. За жал, со сета негова добра волја, постапката за избор на нови уставни судии е заглавена во Комисијата за избори и именувања и единствено што може е да апелира до колегите да се однесуваат државнички и да овозможат одблокирање на изборот за час поскоро да се комплетира Уставниот суд и да може да продолжи со нормално функционирање и во полза на граѓаните. Комисијата за избори и именувања по пауза од 1 година заседаваше пред 2 недели, а за уставни судии беа предложени 9 кандидати. Претениците од власта ги предложија републичкиот јавен обвинител Љубомир Јовевски, граѓанскиот судија во апелациониот суд во Скопје Фатмир Скендер и Тања Васих Бозаџиева, која работи во Министерството за правда како државен советник за граѓанско законодавство. Опозицијата пак предложи 6 кандидати: универзитетските професори Саво Климовски и Родна Живковска, судијата во пензија Бранко Секуловски, обвинителот Тодор Витларов, судијката од Управниот суд Весна Јовановска и Војслав Димовски, јавен обвинител од Основното јавно обвинителство во Охрид. Уставниот суд во моментов работи без 4 судии, на кои им истече мандатот. Во нецелосен состав е околу 1 година, откако кон крајот на мај лани им истекоа мандатите на 3 судии: Сали Мурати, Елена Гошева и Никола Ивановски, а кон средината на јануари годинава пак му заврши мандатот и на судијата Јован Јусифовски.